процесот е макотртна работа. Макотртна работа, значи некој пат и вака кога сакам да кажам некој пат што изработувам, не можам да објаснам до толку до детал додека самиот човек не го види делото. Според мене пирографијата представува нешто исклучително, бидејќи ја више се занимавам скоро минат више и 20 години и тоа ефективно и прецизна пирографија. Значи не се работи за обична пирографија, значи ја изработувам дела што се малце поспецифични во однос на другата светска пирографија. Пирографија представува горење на парче од дрво и што се добива траен мотив. Значи, при горењето мора да се внимава, бидејќи пирографијата е специфична дејност, кај што нема грешење. Бидејќи самата грешка или непрецизно горење на дрвото може самото дело да биде уништено, кај што нема да вреди. Пирографијата случајно се покажа, значи ја видов од еден мој пријател, може да го наменувам Горан, така кај што видов едно дело, така исклучително ме заинтересира, тоа беше, мислам, еден убав песаш на конј, мислам, во ливада што викаме, и така и беше изработена на специфичен начин од кебритчиња. И тогаш сватив дека можам ја да пробам да го изработувам тоа дело, кај што првиот пат и успеав, и после самите изработка на другите дела ме наведува да идам на нешто малце по-специфично. Самата работа си иде само по себе, што викаме. Значи ја можам да кажам дека сум самоук, значи не сум школован уметник, значи можам да кажам дека застапувам малце и наивната уметност, но кај што добро се справив и мислам дека можам да одговорам и на добри дела, кај што можам, еве сега кога што ги изработувам во последно време репродукциите на Алберт Дирер, исто така кај што можам да се пофалам дури со една исклучителни дела и кај што грешките се многу минимално застапени, дури неприметливи. И самата изработка на едно дело претежно се состои колку е поверодостојно да се направи цртежот, за може после да изгорите и за да тоа дело се преслика на горењето. Како што претходно кажав дека при самото горење не постојат грешки. Значи најмала грешка, значи делото се упропаства. Толку педантно мора да бидите, бидејќи кога сами работите, не се познава што работите. Дори после кога ќе го видите делото од поголема далечина, тогаш сами сваќате што сте добиле. Значи при самата работа многу е битна прецизноста, каде што одзема и долг временски период. Кога што, например, за една поголема слика, дури се потребни едно од 600 до 800 сати ефективна работа. Правиме муабет во склоп од сечење на кибритчиња, по до залепување на таблата, па после си иде самата процедура кај што треба да се иструга таблата убаво, правиме муабет од бидејќи кибритчињата секако имаат нерамна површина, после се нанесува шаблонот или се црта сликата, и после иде најтешката операција кај што горењето, кај што треба пак долг временски период за да се достигне едно убаво пирографско дело. Скоро некаде од 8 месеци до 12 месеци за едно дело да биде успешно изработено. Бидејќи ја не го рачунам делото да речеме дека може да се направи за толку краток временски период, бидејќи секако ова е рачна изработка. Значи рачната изработка се пак сака голем труд. Значи уште еднаш да напоменам дека самата работа се е огледало на самото дело.
грешката скапо се плаќа. Каде што може да дојде до откажување, бидејќи тогаш може и самото да се разочара кој човек при работа, или уште една варијанта, една тешка мака да се одлепат дел од кибричињата, па да се залепат наново да се залепи тука, значи еден вид една тешка операција за да се исправи грешката. За да го достигнам, во сум имал секакви ситуации сум се судрил, зашто викаме некој пати кога се гори и кога не оди, мора да се има и одмор. Самото горење на една слика не дозволува од 2-3 сати подолг временски период. Едно што замара, а и другото самото горење на огин испушта непријатна миризба, непријатен чад, кај што може и да ни смета во гледањето. И мислам кај што после си сака одмор, за да можеме после со свежи сили па да се почне од таму кај што сме застанали. Секој пирограф има посебни битови или пенкала, кај што секој пат и најситните делови овозможува да се направат толку прецизни да можат да дојдат до веростојноста на тоа што сакаме да го постигнеме. Самите пенкала за горење му даваат посебна естетика на делото и сега имаме ние посебни дела кај што треба да гориме појако или помало. И самиот пирограф се има потенциометар кај што се штелува и самата топлина. Бидејќи некој пат треба да назначиме кај што треба да некој дел од сликата да испадне напред, да речеме некој пат да се стави до позадина, ама па кажано уште еднаш, па мора да се внимава со пирографот како се работи. Бидејќи ја сватив како рачна изработка, рачната изработка не се мери спрема самото дело, да речеме, да кажеме дека ние сме го направиле, туку сакаме да знаеме колку труд сме вложиле во него. Мислам тука и после секој изработен саат, секој пат мора човек да се награди сами од себе си. Не може, исто е тоа колку сега ќе даеме некој пример. Мене поише ми исполнува едно дело, ако го направам, да речеме за една година, например, поише ми исполнува, отколку ако одам некаде на фабрика, да речеме, и да направам, да речеме, дневно-денска 10 телевизори. Кога ќе го направам таа компарација, мене ми е поарно денска 2 сати да горам на моето дело, да речеме, кај што поише ми исполнува и нема вредност. Правиме му обет, нема вредност, бидејќи можам да кажам дека рачната изработка не се цени. Не се цени, а башка и да се наплати. Некој пат и затоа, бидејќи имам толку вложен труд и што си знам самиот во себе, и затоа бар засега имам решено од овие вака некои дела и да не се оттуѓувам, бидејќи секако знам дека трудот нема да ми се плати. Бар засега. Делата на Алберт Дюрер се специфични. Он, да речеме, работи и бакрорези и дрворези. Он си ја работи неговата техника. Сега ја од таа техника, од бакрорези, ја пременувам на пирографски дела. Оно, како да објаснам, бакрорез, он сето овоа дело го реже на парче од бакар, да речеме. Он го реже на парче од бакар, а ја го горам на парче од дрво. Тука е тоа, мислам дека и вие самите дела на Алберт Дюрер, германскиот уметник, не само што се познати, мислам, кај нас, тие се и светски дела. Да земеме од Витезот, ѓаволот и смртта, да земеме од Адам и Ева, па познатото дело 4 јавачи на апокалипсата, Меланхолија. Сите тие се прочуени светски дела. Ја сега барав нешто што и ја да можам да имам некоја, да речеме, додирна точка, да речеме, да го пренесам тоа на мој начин, а мој начин е пирографијата. Поголема мака ми даде само Витезот, ѓаволот и смртта,
кај што требаше стварно да се долови самиот витез да испадне напред у преден план во однос на сликата, кај што се плашев дали ќе успеам, но со полека и со смирена работа мислам дека го доловив тоа на мој начин. Секој дело се повише и повише барав предизвик. Значи, за да го добијам предизвикот, пак ја решив да направам вака нешто подспецифично, за да видам до кај може да оди мојата трпливост и прецизност. И мислам бар ја мислам дека јас сум успел, а сега не да се пофалам, значи тоа може да го кажат и другите стручници што се за пирографија, правиме уловети на светско ниво, кај што исто така сум стајан и во електронскиот музеј на пирографија и кај што контактирам со доста пирографисти, мислам, и они стварно кој ќе им кажам, они не веруваат дека е тоа можно. Но кога отидов у Америка и кога се такмичив таму и стварно кога ги видоа и не може да се восхитат дека стварно тоа е изведливо. Во однос на нивните дела, бидејќи на нивните дела се на помал формат, и на чисто дрво, да речеме. А кај мене се на поголем формат, а и мислам подлогата е од хибридчиња, кај што добива уште малце на поголема вредност и во делото. Самите организатори и самите кога ги видоа не знаат што да кажат, бидејќи не се судриле досега со ваков начин на изработка на пирографијата. Значи правиме мувет и кога беше самото такмичење, значи борбата беше дури што викаме да се освои првото место. Значи толку беа, значи видоа нешто што немаа видено досега. Значи тука им беше нив поентата дали да се одлучат за мене, дали да се одлучат за самиот американец за да победи. Но колку е по ред и по правило, секако они си го земаа првото место, али ја не се мислав, не бев толку оптеретен дали ќе успеам во тоа такмичење. Следуваше после и самото представување таму на фестивалот таму во Пенсилванија. После ми следуваше и покана за да изложиме и во галерија во Њујорк. Мислам, мене тоа повише ме охрабри отколку самата, да речеме, победа или некоја награда. Никој пат досега немам изработено 2 дела. Значи тука, никој пат не сум ни помислил да го изработам. Уште едно, да речеме, репродукции, да речеме како копии да ги вадам јас, значи кај мене прво времето не дозволува, а и второ се плашам дали ќе биде истото. Значи тогаш ќе треба да ги споредам двете дела. Значи зашто викаат некој пат првиот пат секој пат најубаво испаѓа. Значи колку и да се колебаме дека можеме поарно, секако ќе сгрешиме. А следниот поарно може да биде на следното дело, а на истото дело да се навраќаме наназад, не го добиваме позитивниот ефект дека ќе биде тоа подобро. Тогаш тоа треба да испадне само на тоа дело, да речеме како копи, и само со тоа, да речеме, некоја копир машина да вади исти такви дела. Ама овде и самата работа се гледа дека не е дозволиво тоа, ко прво може да не најдете исти кибридчиња, истата белина на кибридчињата нема да ги најдеме. Што е основен почеток, а па тек да идеме понатака.